Здраво и добредојавте во уште едно видео на Bushcraft Македонија. Моето име е Филип и јас сум инструкторот при Bushcraft Македонија. Во ова кратко видео сакам да наполнам неколку нешта кои се исклучително важни кога станува збор за зимско кампување, за бушкрафт, за планинарење, воопшто за престој надвор кога времето е студено и температурите паѓаат под нулата. Постојат неколку предмети или неколку нешта кои треба постојано да се со нас, но се исклучително засегнати од температурата и затоа е секогаш препорачливо тие нешта да бидат во некој џеп кој е блиску до нашето тело или во некој внатрешен џеп од јакната за нашата телесна топлина, колку толку да ги запазува овие нешта. Првото и најосновното нешто кој секој секако го носи блиску до телото, дали во некој внатрешен џеп на панталоните или јакната, е телефонот. Батериите на телефонот, на GoPro, на што и да е, на челна ламба, се исклучително засегнати од студеното. Не можат да произведуваат таа хемиска реакција која е потребна за да се генерира енергија и затоа брзо се празнат или воопшто не функционираат, а некои од нив и после тоа не можат ни да повторно да се наполнат. А батериите на телефонот, на GoPro, на камери секако ни се исклучително потребни, затоа секогаш е добро да ги имаме блиску до нас да се топлат од нашето тело. Второто нешто кое веќе го спомнав е челната ламба. Ако без разлика дали планирате да останувате додека се стемни или после тоа или да кампувате, секогаш е добра идеја челната ламба да е близу до телото, не само затоа што ни е достапна и е на пристапно место, туку затоа што батериите на челните ламби, без разлика какви се исто така многу засегнати од студеното време. Трето нешто е запалката. Значи, сите ние носиме, имаме кремени, имаме други начини на палење оган, но запалката која секогаш е најдобро да имаме како прва опција и најбрза опција за да започнеме оган, е исто така добро да се носи во некој внатрешен џеп на топло, затоа што плинот, односно гасот кој е во запалката, исто така е многу засегнат од студеното. Кога е студено времето, плинот мрзне, односно притисокот внатре паѓа и не може да дојде до испарување и до запалување. Така што запалката исто така секогаш внатре. И последното нешто кое не верувам дека многу луѓе го носат, но е препорачливо, ја го носам секогаш со мене како дел од тој прибор за преживување или survival kit, се овие светлички ампули кои се користат за сигнализирање, за осветлување, за обележување места, ако кампуваме и ако остануваме навечер, местата каде што не одиме или се опасни или се лизгави, ги обележуваме со црвено, местата каде што ни е шаторот или каде што одиме во тоалет е обележено со зелено, но генерално за сигнализација и за што и да е друго да ја користите, течноста која се наоѓа, всушност двете течности кои се наоѓаат во ампулата, кои кога се мешаат се создава таа реакција и даваат светлина, се исто така подложни на студеното време и таа реакција е успорена, што значи светлината ќе биде значително послаба отколку кога овие се топли, со тоа што малку подолго ќе траат и малку подолго ќе трае таа реакција и подолго ќе светат. Но затоа што ни е потребно силно светло и ни е потребна силна светличка ампула која јарко ќе свети, најдобро е ампулите да се чуваат негде на топло и да бидат блиску до вас за во итен случај или за некоја нужна потреба да бидат секогаш спремни. Така што овие се неколкуте предмети кои треба да ги чувате блиску до вас и стално да бидат на потопло наместо да бидат во ранец или да бидат негде оставени на страна. Поздрав и останете будни.